Можем, благодарам. Мега аферата Патриотска метла покажува најмалку две работи. Прво, дека во Министерството за култура исчезнала дел од тендерската документација, и второ, дека Министерката за култура, обидувајќи се да ја избегне собствената одговорност, неколку дена се служи само со лаги и манипулации. За разлика од неа, СДСМ говори исклучиво со факти, и тоа од самиот почеток. Потврда за сите нив представува овој документ, повторно, потпишан од раководителот на секторот за јавни набавки и заведен како предмет известување број 44 и кој представува одговор на писмото на заменикот министер под број 02-111-90/1. Наместо министерката со денови да се крие зад фасцикли, регистри и нервозно и конфузно да прави театар, треба на јавноста конкретно да ја одговори. Зошто не ги покажа понудите и конкурсните трудови за 7 завршени тендери, на кои се избрани фирми и кои се платени со народни пари? Значи, говориме не за поништени, туку за 7 важечки, повторувам, важечки тендери. Конкретно, за тендерите заведени под броевите 35/07, отворен повик 6/07 и тендерот 22/06, кои се однесуваат на стариот театар од проектот Скопје 2014. Понатаму, за тендерот 84/08, отворена постапка 21/08 за музеот на ВМРО, повторно од Скопје 2014. Понатаму, тендерот 6/08, отворена постапка 2/08 и 34/08, отворена постапка 7/08 за театар Велес. И тендер 8/08, конкурс 2/08 и тендер 27/08, конкурс 7/08, кои се однесуваат на проектот на Беловци. Зошто министерката не каже дали е исчезната и друга документација осем тендерска? Како, например, дали недостасува и документацијата од правниот сектор за постапки водени за вработување на државни службеници во Министерството за култура, како и јавните конкурси за избор на директори на националните установи? Одговорот, освен овој документ, кој е факт, го дава и самото Министерство за внатрешни работи. Тие потврдуваат денеска дека е пријавено дека од Министерството за култура снемало документи и, замислете, кои до сега не се пронајдени. Нашите факти и нервозата на министерката потврдуваат дека Патриотска метла постои и се случила. Оваа мега афера не сме да помине без утврдување одговорност, и законска, и политичка, за сите инволвирани лица начело со министерката. Со оглед на фактот дека најмалку 3 месеци се знае дека е исчезната документацијата, бараме МВР веднаш да ја заврши истрагата за оваа мега афера, да излезе со објективен извештај и до јавноста, но и до јавното обвинителство. После Патриотската метла, Министерката за култура нема воопшто кредибилитет да остане на функцијата. Таа или самата треба веднаш да си поднесе оставка, или треба веднаш да биде разрешена од премиерот. Бидејќи не веруваме дека ова ќе се случи, СДСМ најавува дека ќе поднесе интерпелација за разрешување на Министерката за култура. Благодарам. И ви стојам на располагање за сите дополнителни прашања, зашто прочем и имаме краток брифинг за вас доколку сакате. Повелете. Видете, со тие финти нема потреба никоја се служи. Во Министерството за култура, ако веќе не биле, а најверојатно и биле, бидејќи таа вели се води истрага од МВР, треба да влезе полицијата. Треба да влезе јавното обвинителство. Што да гледам нешто што нема? Констатирале дека ги нема документите. МВР вели ги нема документите. Изгубени се, уште ги бараат. Баш ме интересира што ви покажуваше таа неколку дена. Така да, јас со неја и одговорив многу отворено. Се видиме на суд. Нема проблем, таму ќе ги докажеме и фактите и незината одговорност. Повелете. Повелете.
дефинитивно нема надеж за ВМРО ДПМН и за нивните гласноговорници. Значи, ако некој има најмалку, ама верувајте, најмалку кредибилитет да обвинува за политички притисоци и влијание во невладиниот сектор, тоа е ВМРО ДПМН. Да ја потсетам за гласот на светлината, например, во 2006 година, каде што сите нејзини учесници денеска се вработени во државната администрација. Па да се потсетиме на големиот број на квази невладини организации, од жртвите на транзицијата, па да оние кои што бараат наводно праведно судење, кај што со факти докажавме дека тоа се извршители со членски книшки, со вработени во државна администрација, членови на ВМРО ДПМН. Така да апсолутно немаме намера да ги коментираме овие глупости на ВМРО ДПМН. Ако бараат веќе негде срамота, треба да ги побараат до сопствените редови, бидејќи еден куп невладини организации ти имаат формирано кои што ги искористуваат во целата дневна политика. Конечно, што треба повеќе да се говори ако се има предвид за еден Димитрije Чуповски, институт на ВМРО ДПМН, или пак за Павел Шатев, повторно институт на ВМРО ДПМН.